Летото во 867 година, бројна група поклоници предводена од Константин, Кирил и Методиј се приближува кон древната црква Свети Јован во Латерано. Поедени од Велеград, престолнина на Велика Моравија, и откако пристигна во Венеција, им беше врачена поканата од папата Никола I да појдат во Рим. За време на патувањето римскиот папа умре и на престолот на Петар се устоличуваше папата Адриан II. Основните причини што ги тераше двајцата свети браќа од Солун кон престолот на Петар беа одобрувањето на новата славенска литургија напишана на глаголица, како и поради поголеми и помали свештенички ракополагања. Адриан II, покрај тоа што ги прима со голем папски церемонијал, сакаше лично да ги чуе и да им го признае православието на нивното мисионерско дело во Велика Моравија меѓу славенските луѓе. Во црквата Света Марија, во Преазепе, земајќи ги в раце литургиските книги со глаголица, папата ги положи врз големиот олтар, ги благослови, а потоа отпеа литургија на новиот јазик. Тоа беше триумф за Константин, Кирил и Методиј. Тоа се случуваше на 2 февруари 868 година во базиликата денес попозната по името Санта Марија Маџоре. Делови на историјата. Методи и неговите ученици. Растислав од Моравија. Текст Јиржи Марија Весели и Роберто Алтамура. Режија Роберто Алтамура. Во втората половина на 9 век се појавуваше една новоформирана словенска нација на источната граница на Франко-германската империја. Распрснатите групи отаде Хелба, еден состав и најразновиден свет од народи, очекуваа само еден владетел за да им даде државно уредување кое би ги обединило во една нација. Во 840 година Мојмир I ја реализира оваа обврска, наложувајќи својата власт врз централното јадро на Моравија. Веднаш потоа го привлече вниманието на моćниот франко-германски сосед, кој лошо го поднесуваше ова раѓање. Во 846 година, кралот Лудвиг се позабави со тој проблем и веднаш го реши со помош на една казнена експедиција, која го елиминира Мојмир, заедно со неговите амбиции. На негово место, германскиот крал го издигна внукот Ростислав. Кралот Лудвиг полош избор не можеше да направи. Новиот принц на моравскиот народ набргу се истакна како доследна личност во историската хроника. Ростислав избива на површина од раширеното сивило на тие времиња, како вистински владетел на една држава. Верен на федеративниот образец, тој ја создаде својата престолнина во Велеград на Морава и имаше одредени намери во врска со основните принципи на институционални и нормативни задачи. Околу 856 година, предпазливиот принц успеа да ја реализира својата нова држава – Велика Моравија. Професоре Весели, не мислите ли дека ликот на кнезот Ростислав од Велика Моравија не би требало денес да му се поврати неговиот историски углед и постави покрај двата апостола Кирил и Методиј? Професоре Алтамура, вие сте потполно во право. За да бидам поуверлив, ќе го цитирам чехословачкиот професор академик Јан Декан од Братислава, со поинакви културни ставови од нашите, кој зборува за периодот после смртта на Растислав и вели: Со Растислав исчезна од моравската историска сцена една личност која уште во тоа време била човек од европски размери, голем државник и водач, со сестрано образование, полн со државничка мудрост, дипломат со широки погледи, на кој во полуфеудалните услови на времето единствена животна цел му била културната и политичката независност на неговото кралство и на неговиот народ.
l'indipendenza del suo regno e del popolo, culturale e politica. Rostislav, според Кирило Методиевското житие, му напишал на византијскиот император Михаил III. Нашиот народ го отворли паганството и се придружи кон христијанските закони. Но кај нас дошле многу христијански учители од Италија, од Грција, од Германија, учејќи на подруг начин. Испрати ни ти еден владика и еден учител, што ќе биде способен да ни ја објасни вистинската христијанска вера. Треба да се додаде дека недоразбирањето беше целосно, бидејќи Евангелието се проповедаше на латински јазик, кој словенските народи не го разбираа воопшто. Според историските извори, неодамна потврдени од археолошките испитувања, меѓу првите мисионери кои делувале од денешна Франција до Балтикот, биле смелите островски ирско-шкотски свештеници. Тоа е славниот период на Свети Коломбано. Со стапувањето на престол на Сан Бонифачо, на евангелизаторските мисии им беа наложени бенедиктински методи, што беа во согласност со власта на империјата. Од Регенсбург, оваа мисионерска активност беше насочена пред се кон Чешка и во Прага. Од Пасау, таа се одвиваше кон Моравија со Велеград. Од Салцбург се ширеше кон Панонија, во Блатинск град се до реките Сава и Драва. Од Аквилија најпосле доаѓале италијански мисионери, додека оние што беа наречувани грчки доаѓаа од Илирија. Како е можно согласување помеѓу странските мисионери, постоеше борба за да постигнат правни и црковни разграничувања на словенските територии. Ако ја истакнеме географско, физичко, политичката положба на разните држави, лесно можеме да одбележиме еден равностран триаголник во точките Рим, Белеград, Константинопол. Во Белеград беше создаден Третиот Рим. Овој историски факт е од несомнена важност, ако се имаат во предвид политичките импликации што ги предизвика веднаш кај моќните соседи, франко-германските на запад и бугарскиот агломерат на југоисток од Панонија. Овој воинствен народ, што ги населуваше двата брега на Дунав, откако долго и без резултат војуваше со византијците, побара од Константинопол примирје, но во исто време со својот крал Борис се насочи кон војни и верски сојузи со германскиот крал Лудвиг. Бугарската дипломатска акција, преполна со опасности за Велика Моравија, го стави во сериозен аларм Ростислав. Принцот во 858 година веќе се обратил до Рим, откаде беше советуван да се обрати до Византија. А овој пат моравскиот принц го постигна посакуваното задоволство. На еден деликатен начин, Ростислав побара од Михаил III еден духовен учител, еден владика и законодавец. Привршуваше 862 година. Со одобрување на императорот Михаил и патриархатот се раѓаше сојузот. Сојуз што ги вплеткуваше евангелистичката мисија, фондацијата на литературата и автономната словенска култура, а според тоа се отвораше можност за политичко-дипломатски договор. Византиската империја се обрзуваше да организира една мисија на чие чело се поставуваше филозофот Константин и дниот Кирил, подпомогнат во се и се што од неговиот брат Методиј. Може ли некој да пишува врз вода? Само напишаниот збор останува. Така се искажуваше Константин Кирил пред императорот Михаил, пак му одговори. Имај на ум, о филозофе, создаја словенската азбука. Ако ти тоа го сакаш, со помош на Господ, можеш да го направиш тоа. Тогаш Константин Кирил, со голема религиозна интуиција, праша да не биде обвинет за ерезија ако се воведе еден нов јазик во литургијата и дека води голема сметка за последиците што може да произлезат од обавување на божествени мистерии. Дека би требало да се размисли за опортуноста да се вклучи уште еден нов јазик, словенски, кон оние дотогаш употребувани во евангелистичкото изучување, еврејскиот, грчкиот и латинскиот. Со одобрување на Михаил III,
На Константин Кирил не му остануваше друго освен да се покори и така да постапи. Како резултат од минатото искуство и како резултат на познавање повеќе јазици и словенски дијалекти, тој создаде една графичка основа во две верзии. Една мали, друга големи букви. Состави две табели знаци, што ги нарече глаголица, повикувајќи се на третата буква глагол, што значи voce verbum logos. Во 863 година мисијата за Велика Моравија тргна од Константинопол со дарови за принцот Ростислав, а пред се со свети словенски книги за обавување на божествени мистерии, предадени од страна на Константин Кирил со новата азбука глаголица. Успехот на евангелиската служба со оваа азбука беше огромен. Упорната работа на двајцата браќа продолжуваше со несмалена плодност и енергичност, кога во 864 година Ростислав беше предизвикан повторно на војна од страна на Лудвиг и беше набргу победен. Принцот од Моравија требаше да се предаде и повторно да даде заклетва за послушност и вазалност на победникот. Додека кралот Лудвиг го напаѓаше Ростислав во Моравија, византиските војски ги уништуваа бугарите на југ, а Кан Борис требаше да се почини. За големо чудо, на бојното поле тој посака крштевање, за да може да се вика Михаил по името на неговиот победник. Во земјата на мисијата, помеѓу словените, два непомиливи методи на директно конфронтирање беа појавени. Два начини на постоење и развој на канонски план, на преданието предизвикаа две длабоки разидувања и еден неизлечив сукоп. Константин Кирил и Методиј, загрижени за оваа безизлезна ситуација, одлучија да застанат на чело на најавторитативната власт на свештениците и со тоа да добијат правична и ослободувачка пресуда. Треба да се додаде дека двата браќа, иако не откажувајќи се од должноста на послушност кон нивниот император и византиската патријаршија, тие ја признава врховната свештеничка јурисдикција на Рим во врска со мисијата во Велика Моравија. Помеѓу 866 и 867 година, на чело на една бројна група словенски учители, Константин Кирил и Методиј презедоа едно бурно патување кон Рим. Пристигнаа во кралството на Коцел во Блатенград. Кој беше патот на поклониците за да пристигнат во Венеција? Quale fu, padre Veseli? Certamente sono almeno tre possibilità. Постојат најмалку три можности, секој може да одбере најубедливата. Според историските вистини, тие морале сигурно да избегнуваат франковата територија, бидејќи тоа е прво правило. Evitare il territorio franco perché erano sempre controllati dai franchi. Quello è prima regola, che evitando territorio franco. Allora, spostandosi piuttosto verso l'est. Поместувајќи се кон исток, тоа е слегувајќи спрема Хрватска, односно кон Истра. Allora, in quel caso, Istria potrebbe essere. Ah, lei ritiene che attraverso Non ritengo, ma è probabile e questo Може би, conferma а тоа anche го il тврди più grande најголемиот стручњак за specialista глаголица Бранко gлаголици, Вучич, coprofessor бидејќи Branko токму Vučić, таму денеска che имаме proprio најбројни nelle наоѓалишта на parti глаголитските oggi надписи на abbiamo камен во numerosi исламските ritrovamenti грачиња Син и scolpiti други. nella pietra da glagoliti. in quale cittadina, padre? Beh, ci sarebbero Niš, piccole cittadine, Sinj, eccetera, Istria. Тешко би рекол, но веројатно од тука за Венеција тие оделе по копно преку Аквилија. O per continente, allora Grado, forse, Aquilea, forse. Ma per mare? Или директно преку direttamente a море. Venezia. Константин Кирил и Методиј во Венеција се задржаа долго. Ги видоа славните споменици на христијанството, а во градот на лагуните има остри расправи со локалните свештеници во врска со проблемот на трилингвизмот. Токму тука ги пристигна трагичната вест за смртта на императорот Михаил, нивниот пријател и заштитник, и тука ги пристигна поканата на Николо I да го посетат Рим. Најверојатно нивните чекори се упатија кон Равена
И по тој случај поклониците ги видоа и славните паметници земени како модел од византиската уметничка цивилизација. Одново тргнаа на пат и 15 декември 867 година беа пред портите на Рим. Една алка од ланецот на мисијата се зацврстуваше во преслонината на христијанството. Рим благоволно ги ширеше рацете на поклонувањето ад лимина на представниците на словенските народи. Беа на мостот Милвио. Папата лично им појде во пресред заедно со голем број верници. Во процесија поворката појде кон Кастел Сант'Анджело. Тоа беше папата Адриан II, што се искачи на катедрата на Петар по смртта на Николо I. Зачудени и возбудени од таквиот прием, поклониците се прашуваа поради што толку одушевување и најпосле разбраа. Светата столица беше информирана дека делегацијата на словените доаѓаше со таков подарок што беше способен да го разближи сето свештенство заедно со папата, моштите на Свети Климент, римски папа, маченик во Керсонес. Процесијата со придружба на светите мошти пристигна во Ватикан. Крајот на нивното патување беше гробот на апостолот Петар, првиот маченик на христијанството. Врз гробот ги поставија моштите на Климент. Папата Адриано внимателно ги слуша Константин Кирил и Методий во древното седиште на патриархот во Сан Джовани во Латерано, е констатирана православната исправност на целата мисија во Моравија, на ригорозното почитување на каноните, во учењето за евангелизацијата на словенските народи и со задоволство го даде своето одобрување. Тоа се случи во февруари 868 година. Папата Адриан II нареди да бидат пренесени светите мошти на Климент. Во процесија, папската придружба појде од Ватикан и го помина градот врвејќи низ плоштадите. Стигна најпослед на одреденото место во црквата Свети Климент. Црквата од порано го имаше тоа име. Qui bisogna ammettere certa gradazione, perché la chiesa era prima Првин црквата била собственост на Климент Флавиус, родбина на царскиот двор, и тогаш била обична римска куќа. domus normale romana. Poi quando è diventato cristiano, Потоа кога собственикот станал христијанин, таа се претворила во црквена куќа, а потоа во црква. Domus ecclesia. Ma siccome Clemente proprietario è stato ucciso da Бидејќи собственикот Климент бил убиен од страна на Домицијан и неговото тело исчезнало, а со слободата предпочитале во црквата да имаат реликвии на некој светец, односно маченик, останало името Климент. Свети Јеронимо кажува дека во 384 година таа е посветена и на Климент Римски, бидејќи во неја имало реликвии. Напорите на тие интензивни и незаборавни денови, полни со задоволства и јад, се наталожија толку многу врз Константин Кирил, поради што паѓа тешко болен. Чувствувајќи го блиску крајот, тој сакаше да ја облече монашката облека, примена светлина од светлина. Почувствувајќи се слободен од каква и да било обврска на земјава, сакаше да се вика за секогаш Кирил. Од биографијата на Методий се чита: така, мили брату, ние бевме едно исто влечење, што го притискаше ралото врз една иста бразда. Јас паѓам на полето. Сепак, ти не напуштај емисијата и учењето. Каде, о брате, ќе можеш подобро да се спасиш? Така умираше во својата 42 година на животот Кирил, апостолот на словените. Беше 14 февруари 869 година. Папата Адриан им нареди на сите присутни грци и римјани да им се придружат на свештениците во погребната служба. Погребот го повтори истиот папски церемонијал и истиот пат што им припаднаа на моштите на Климент.
Еден саркофаг ги прими посмртните остатоци на големиот апостол на десната страна од големиот олтар на подземната црква. Professore, qui siamo sulla presunta Професоре, овде се наоѓаме пред првиот предпоставен delle гроб reliquie на Кирил. di San Cirillo. E a proposito di questa nostra И со presenza оглед на qui, нашето ci присуство vuole овде, parlare сакате ли да ни dell'infanzia кажете di нешто Cirillo за детството e на della Кирил sua и неговото formazione филозофско filosofica формирање во императорскиот alla двор во corte di Константинопол? Costantinopoli? Oui, vous savez, Cyril provenait d'une famille noble, ce qui veut dire qu'il avait les... Вие знаете дека Кирил потекнува од едно благородничко семејство и за тие времења тоа значило дека тој имал големи можности да се здобие со одлично образование. Неговиот биограф ни кажува дека младичот имал голема наклоност кон науката, значи станувало збор за елемент мощно надарен за учење. Во исто време тој го изградувал и својот поетски талент, а покрај тоа тој имал голем афинитет кон јазиците, и тоа кон многу јазици. Таквиот дар на природата во тоа време бил многу ценет од страна на византиската администрација, која одлучува да го повика во императорскиот двор во Константинопол. Таму Кирил се здобил со филозофското знаење, воспитување што одеше под еднаков чекор, со будењето и развитокот на византискиот хуманизам. Тој влезе во новата атмосфера, во тоа обновување што и даде силен поттик на византиската филозофија. Кирил имаше големи учители. Бил мощно сакан ученик на патриархот Фотиј, од Аретас, филозофот, и на Леоне, математичарот кој наедно бил и владика во Солун. Од тоа можеме да извлечеме дека тој се здобил со воспитување и интелектуално образование што восхитува. Кирил имал вродена дарба за дипломатија, имал дипломатска вокација, а тој квалитет дојде до израз при администрацијата на империјата, што сакаше да го насочи за да се занимава за нејзина цел со оваа специфична должност. Како што знаеме, дипломатијата на византискиот двор никогаш не била световна. Напротив, таа била поврзана со пропагирање на православната вера. Токму на тоа поле Кирил стана жесток борец, најсуптилен истражуваш на сила и на таа компонента на царската идеологија со кој ќе постигне толкав успех во текот на неговите мисии. Името на панонскиот принц Коцел е исто како и Ростислав, славно и незаборавно во кирило-методиската историја. Во 869 година, со цел да го добие од римскиот папа испраќањето на Методиј во Блатенград, Коцел испратил една делегација во Рим. Во истото лето Методиј бил прогласен за архиепископ на Сирмиум и легатус алатаре на Светата столица за сите словенски народи. Во 870 година, 3 војски франко-германски ја заземаат Велика Моравија. Во Девин, коњаницата на Ростислав постигнува извонеден успех, но загубите се застрашувачки. За време на едно примирие помеѓу војските, Ростислав дознава дека внукот, Сватоплук, го ве забера. Тоа е забележено во аналите од Фулда. Ростислав го поканува внукот на гозба со цел да го ликвидира, но овој го известува стрикото дека се наоѓа на лов со јастребот. Сватоплук веднаш организира еден план за да се фати Ростислав. Планот му успева и го предава својот стрико на кралот Лудвиг. Бидува одведен во Регенсбург, изведен пред суд и осуден на смрт од кралскиот суд за кривично делопредавство. Смртната казна му е заменета со ослепување. Нема да помине многу време од овие драматични настани и Методиј ќе биде фатен од германците. Одведен во Пасау, во замокот, тврдина на владиката, грофот Херменрик, неговиот личен непријател,
Metodij бидува нападнат и измачуван на најзверски начин. Откако Херменлик ги увиде непотребните зверства и настојувањата да ја наруши совеста на Методij, реши да го испрати бископот во Регенсбург, за да му се покрене постапката пред баварските владици собрани од Синод со председателството на самиот крал Лудвиг. Ти проповедаш на наша земја, му велат владиците, а Методij во одговор. Кога би знаел дека е ваша, ја самиот би си отишол. Само тоа е територија на Свети Петар. А ако поради славолюбие и алчност ги преминете границите презирајќи ги каноните, ставајќи препреки на Божјите институции, внимавајте да не си го скршите вратот, сакајќи да удрите една железна планина со коскен череп. Појди по судски пат, му одговорија во хор, зло ќе те снајде. Методij беше најпосле осуден како несакан гостин. И бидува одведен во Свевија како заробеник, после изгледа во манастирот на Елванген, каде што остана изолиран од светот 2,5 години. Процесот и неправедната осуда што Методij ги издржа поради омразата на франко-германскиот клер, останува една од највознемирените епизоди на својот апостолски живот. Но тој покажува дека е морално моќен, со сигурност дека се наоѓа во вистината и праведноста, исклучиво во интерес на независната словенска црква, одговорен само пред престолот на Петар. За литургијата и предавањето на словенскиот јазик, тој се трудеше и знаеше да страда и ги трпи сите навреди на луѓето, зачуден и изненаден можеби дека римскиот папа доцни многу да преземе нешто во негова корист.